Добар ден, со денешната пресконференција Стопанската комора на Македонија го инициира сетот на активности кои што во текот на месец декември ќе се одвиваат под мотото за посилна македонска економија во пост-COVID-19 период. Неспорно е дека изминатите неколку месеци поставија повеќе предизвици пред македонските компании и неспорно е од друга страна дека иако состојбата е тешка, не е толку драматична како што се претпоставуваше во првите месеци од кризата. Сепак компании од различни сектори и дејности беа различно погодени од тековните случувања кои што ги предизвика пандемијата на COVID-19, а истовремено се уште се справуваат со многу од влијанијата кои што ги донесе здравствената како и економската криза со која што се соочуваме овие месеци. Особено во првите месеци од започнувањето на пандемијата, компаниите се соочија со многу отворени прашања, вклучувајќи ги пред се приоритетите за одржување на здравјето на вработените, непречено одбивање на коридорите за снабдување со суровини и repроматеријали, меѓутоа истовремено и испорачување на готовите производи, намалениот обем на нарачки од страна на странските партнери, а истовремено и проблемот на тековно одржување на ликвидност. Меѓутоа, тоа што може да констатираме дека кризата на површина донесе, односно извади и некои од тековните структурни прашања, односно долгогодишни системски отворени прашања, кои што со себе ги носи македонската економија, кои што помеѓу другото го вклучуваат и прашањето за еден негативен тренд на деиндустриализација, со кој што се соочуваме во изминатите 3 децении, кој што е проследен со влошување на составните елементи, односно факторите кои што го креираат националниот БДП, а истовремено и со една непостојаност во креирањето на економските политики кои што треба да овозможат мерки за одржлив економски раст. Поради тоа, во Стопанската комора на Македонија оценивме дека секоја криза е шанса и дека тековниот период, освен за воочување на отворените прашања, односно така наречените ургентни потреби, кои што треба да им помогнат на компаниите да полесно го надминат тековниот период, сметавме дека е вистинско време да се отвори малку поширока дискусија, односно дебата, за некои подолгорочни прашања кои што на среден и на долг рок ќе придонесат да имаме посилна македонска економија во пост-COVID-19 период. Овој материјал, кој што денеска го презентираме, по себе содржи одговори на прашања кои што Стопанската комора на Македонија ги упати до членови на нашите органи и тела, како и до видни представници од научната и од личната јавност. Во крајот на месец октомври се обративме до нив со барање да ни дадат одговор за нивните ведувања во однос на две клучни прашања. А тоа е како гледаат на тековната состојба и на можните ризици поврзани со постојните случувања, но и да ни укажат на нивните предлози за натамошно действување, односно чекори, кои што треба да придонесат за побрзо заздравување на македонската економија, како во тековниот, така и во пост-COVID-19 период. Тоа што е систематизирано во оваа книга, со одговорите кои што до сега ги добивме, а кои што беа одобрени од страна на подпредседателите и управниот одбор на комората, дел од нив се присутни овде денеска и им се заблагодаруваме за присуството. Меѓутоа, денеска инициираме и процес на широки консултации во однос на сите овие битни суштински прашања со целокупното членство на Стопанската комора на Македонија, што значи овој материјал ќе биде отворен за доставување на предлози, сугестии, забелешки, односно било какви подобрувања кои што ќе придонесат за тоа да стигнеме до сумирање на сите суштински мерки кои што стопанството смета дека ќе придонесат да имаме посилна македонска економија. На крајот би сакала да потенцирам дека сите овие активности кои што ќе се одвиваат во текот на месец декември, ќе ги заокружиме на седница на собранието на комората, кој што ќе се одржи кон крајот на месецот и во која што по утврдувањето на финалните прашања ќе ги преточиме сите овие мерки во програмски определби
за действувањето на комората за идната година, а после тоа ќе се инициира и процес на разговори со владата и со соодветните представници на министерствата за да се стигне до имплементација на овие прашања кои што треба да придонесат за постилна македонска економија во пост-COVID-19 период. Како што кажав, секоја криза е шанса и ние сме особено горди што и во тековниот период има компании кои што непречено ги реализираат своите инвестициски активности и да ги спопре активностите кои што се однесуваат на истражување и развој. Помеѓу нив таква и компанијата Брако, чии што гости сме денеска, која што изминатиот месец го промовираше првото еколошко возило за чистење, кое што работи на хидрогенски погон и давам зборот на професор доктор Кучан Јушев, кој што е собственик, односно извршен директор на Брако и истовремено подпредседател на Стопанската комора на Македонија. Благодарам, Тања, почитуван председателе на Стопанската комора, почитувани колеги стопанственици, членови на делата на комората, почитувани медиуми. Ми представува особена чест и задоволство денеска да ви бидам домаќин во нашата компанија во Брако, посебно што причина за таквата средба е и брошурата која што објави Стопанската комора, која што у принцип има за цел да укаже на начините и можностите како да економијата се справи со сегашната состојба и после COVID кризата. Значи, сите ние знаеме дека економијата во моментот е соочена со сериозни предизвици, но сите ние и треба да се подготвуваме како од таквата состојба ќе излеземе кога еден ден, се надеваме сите скоро, оваа криза од здравствен аспект ќе заврши. Таа брошура беше разгледувана, како што кажа и Тања, на скоро сите тела во комората, но не само во комората, него и пошироко во општеството, со академската тела, со луѓето од сите останати, значи, чинители на економското и општественото живење во државата и како резултат од сите тие разговори и сите тие усогласувања произлезе овој текст. Јас текстот, иако Тања за него зборуваше и ќе зборува комората и во иднина уште неколку пати на неколку настани, јас бих сакал да го коректеризирам, ако требе со една реченица да дефинираме што предвидува брошурата, таа би требало да ја крстиме како брошура на 3 И. И тоа, значи, првото И инвестиции, второто И извоз и третото И институции. Инвестиции заради тоа што цениме дека само преку инвестиции може да се купат нови технологии, може да се дигне продуктивноста на нашето производство и да се индустриализира државата, бидејќи и друг избор немаме, и само така можеме да бидеме конкурентни во светот и да продаваме производи. Нашата држава нема, значи, големи ресурси природни, немаме туризам, практично мораме да се подпреме во развојот на индустриализацијата, технологијата и на човечкиот фактор, односно на кадарот. Со други зборови, на IT технологии и услуги, но пред се на индустриализацијата. Индустриализацијата беше запоставена во последниот период и од тука, значи, првата точка што ја викаме инвестиции, и тука, значи, поддржуваме да државата и понатаму продолжи во рамките на Законот за државна помош, Законот за финансиска поддршка на инвестициите, сите онија фондови за поддршка на инвестициите и иновациите, да и tekako, значи, ги зголемат средствата во своите буџети, бидејќи тоа цениме дека ќе биде излез од кризата. Втора работа викаме извозот, значи повторно се надоврзуваме на тоа дека извозните компании кои што се во главно и членки на оваа Стопанска комора, треба да бидат поддржани на разни начини, заради тоа што извозот е едно и единствено решение како да нашата држава се справи со економските предизвици во пост-ковид периодот. Извозот е тој што го ја генерира и на некој начин ја движи македонската економија и затоа цениме дека треба да се преземат сите мерки, а тие се добро опишани во брошурата како да бидат поддржани. И последно, институциите е многу важно, затоа што практично преку институциите на нашата држава треба сите овие активности да се спроведат и тие треба да бидат партнер, значи, на економијата во спроведување на економските
политики. Тука е многу важно да сите институции, сите своји трошења на средства ги насочат колку што може повеќе према македонската економија, да македонски фирми, оператори, значи колку што може повеќе бидат инволвирани, затоа што на тој начин, како и сите други држави што се вртат према својата економија, во овој период мислам дека и нашата држава треба да се сврти колку што може повеќе преку својата економија. Тука би додал само уште дека државата се задолжува, тоа е добро заради тоа што на тој начин обезбедува стабилност, но тоа задолжување има лимит и дека таа во иднина нема да биде во можност да се дополнително многу задолжува, а да при тоа се задржи значи инвестицијскиот циклус и да може да се работат инфраструктурните проекти. Мислиме дека државата треба да биде колку што е можно поотворена према јавните приватни партнерства, значи таму секаде каде што може да има приватна иницијатива, таа приватна иницијатива да биде овозможена од институциите, со тоа ќе обезбедиме побрз развој и за државата, но и за економијата во глобала. Општо, значи, во брошурата се наведени и сите останати мерки кои што цениме дека се важни, тоа ќе го погледнете, таа од денеска ќе биде распределена по сите практично чинители на стопанското живење во државата. И она што сакам конкретно да го кажам, врз база на сите овие претходни мерки кои што ги кажав, практично е изградена стратегијата за обстанување и развој на Брако во овој и во наредниот период. Се ова што кажав, ние го применивме во Брако како компанија. Брако во ниеден момент не застана да работи во оваа ковид криза. Во април имавме намалени нарачки, но тогаш решивме дека ќе постапиме храбро, дека ќе работиме за залика, дека нема да престанеме да работиме. Брако не испушти ниеден работник, напротив, во периодот на ковид кризата примивме дополнителни 20 вработени, значи сега Брако има над 600 вработени и покрај тоа што наметнато од здравствената ситуација, еден добар дел од вработените, поготово последните месеци, се во изолација, меѓу 7 и 10% од вработените од разни причини, од тоа што се тие позитивни или пак од причина што биле во контакт со позитивно лице, се во изолација. Нормално Брако ги почитува сите мерки кои што ги предвидуваат здравствените авторитети во државата. Но и во такви услови, кога имаме намален број на луѓе, дополнително вработивме луѓе и ги задржавме сите производни капацитети и можеме да се пофалиме дека и оваа година Брако ќе има добри и позитивни резултати, а за следната година очекуваме сериозен раст меѓу 15 и 20% на веќе договорени работи, а при тоа го сметаме за успех дека оваа година нема никакво намалување на производството во споредба со минатата година. Нормално ја користам приликата да ве запознавам и со новите развојни проекти на Брако. Сведоци сте дека пред 2 недели од прилика фабрички го испитавме и тестиравме првото хидрогенско возило за чистење на улици. Значи тоа возило ќе работи комплетно на хидроген, значи комплетно еколошко. Сега во моментот Брако во својата гама има 4 возила. Тоа се значи 2 на дизел, односно 3 на дизел, 2 помали, едно поголемо и едно електрично возило, а сега ова е прво пето хидрогенско возило значи во гамата, а во меѓувреме се прават и развојни проекти за дополнителни уште 4 возила, така да Брако во својата гама ќе има 9 возила наскоро, кои што ќе биде еден од најголемите светски брендови за производство на опрема за аутдор клининг или возила за чистење на улици. Со тоа цениме дека во пракса она што го пишуваме во брошурата како Стопанска комора и во пракса го применуваме. Многу е важно да се каже дека во целиот систем се запослени многу млади инженери, многу нова технологија е купена и дека и во овој циклус, значи она што го кажа првото и како инвестиции, практично и во оваа ситуација, оваа година Брако за во наредниот период од година и пол веќе отвори 8 милиона евра нов инвестициски процес. Значи се градат нови хали, се купува нова технологија и нова опрема и во таа смисла секоја помош која што е во рамките на законите за финансиска поддршка е добродојдена.